Благодарам, почитуван јавен новинител, благодарам за прашањето, меѓутоа сметам дека успеавте политички да го одбегнете од одговорот, да одговорите директно, меѓутоа еве ја разбирам и вашата функција, можеби е така. Се надевам дека со вашата работа ќе допринесете да се врати барем малку довербата во судството, во државата, каде што за жал граѓаните воопшто немаат доверба и секогаш јавното обвинителство така постапува, ќе најде едно жртвено јагне, тој ќе одговара и никој друг не е крив. Па имаме држава во кој што за 214 фалсификувани патни исправи не стигна во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, одговара 8 сторители и еден поттикнувач. Замислете, сега секогаш кога ќе дојде одредено кривично дело за да биде за организиран криминал и корупција, секогаш ќе можеме да поднесеме една кривична пријава за помагач или поттикнувач и сме ја завршиле работата. Не реков јас дека тие се виновни, туку само ја прочитав кривичната пријава онака како што беше изложена, онака како што виде јавноста. Факт е дека штетата е причинета и дека штетата е за имотот кој што требало да биде запленет и да биде сега кај Агенцијата за располагање со одземен имот, меѓутоа за жал тој завршил кај некои други лица, а вие не образложивте дали сте преземале нешто и зошто не сте преземале нешто за да го заштитите, а особено не одговоривте делот со прашањето кој што реков дека мене ме вознемири кога јавен обвинител зборува дека имаме различни сфери на влијание. Не ми одговоривте во која сфера на влијание припаѓате вие и во која сфера на влијание припаѓа оваа влада, меѓутоа според сето што е кажано гледам дека сферата на влијание во која што припаѓа барем владата не е онаа сфера која што е поврзана со правото и не е онаа сфера која што е поврзана со правдата, многу политика, а јавното обвинителство треба да не води сметка за политиката, да води сметка само за вистинските одговорници и да немаме вакви ситуации која ќе имаме огромни штети за државата и за имотот на државата и да дознаваме за вакви скандали од медиумите и од новинарите. Затоа ви реков и уште еднаш ќе повторам, посебно оделение да си направите за луѓето во влада, нека се сконцентрираат на нив, ќе имате доволно работа и ние нема да дознаваме од медиуми, ќе дознаваме директно од вас и нема да ви поставуваме овде вакви прашања. Уште еднаш не сум задоволен од одговорот, меѓутоа немам дополнителни прашања. Ви благодарам.